Ова есен општина Берово ќе започне нова голема акција за пошумување како одговор на страшните штети кои ги предизвикаа големите пожари во Малешевските планини. Се планира да се засадат садници кои најдобро се прилагодуваат на условите на планините, што ќе помогне за обнова на природата и враќање на животот на овие планински простори. Според планот, засадувањето ќе има многу голем ефект од самото обновување на теренот, ќе ги засили напорите за борбата против климатските промени и ќе подобри еколошката состојба на регионот. Во оваа важна акција ќе се вклучат не само локалните жители, туку и еколошките организатори и волонтери, кои ќе имаат клучна улога во реализацијата на целиот процес. Заедно ќе засадуваат нови дрва и ќе создадат зелени оази. Овој проект за пошумување е дел од поширокиот план за заштита на природата и обезбедување одржлив развој на целиот регион. Со секоја садница не само што ќе се обнови природата, туку и ќе се создаде можност за иднината на планините како и за иднината на младите. Инаку пожарот на планината Готен, кој се прошири од општина Василево, остави огромни траги на природата и околината. Овој пожар беше не само еколошка катастрофа, туку и голем предизвик за сите кои се вклучија во неговото гасење. Пожарот траеше речиси 10 дена, а теренот беше исклучително тежок за пристап, што го тежнуваше процесот на гасење. За да се справат со оваа ситуација, голема помош пристигне и од Словенија, чија специјализирана екипа со воздушни средства се вклучи во акцијата. Пожарот се гаснеше со хеликоптери, бидејќи пристапот по земја беше речиси невозможен. Планината Готен, која е дом на голем број на заштитени видови растенија и животни, беше зафатена од пожар кој уништи големи површини на ниска и висока стеблеста шума. Но благодарение на соработката и солидарноста на сите засегнати, се успеа да се ограничи опсегот на пожарот и да се започне со реконструкција на оштетените делови. Акцијата за пошумување, што сега се планира во Берово и Малешевските планини, е директен одговор на овие трагедии и има потенцијал да го врати животот на овие области.